Добар ден, Костадин тука од Меморијалниот центар Раснам во Пелинце, каде што под мотото Непокор, слобода, иднина се одржа една од трите централни прослави одбележувања на најголемиот македонски празник Илинден, односно 123 години од Илинденското востание кога беше формирана Крушевската република и 82 години од првото заседание на Асном, каде што беа поставени темелите на модерната македонска држава. Тука своје обраќање имаше премиерот Христијан Мицкоски пред поголем број собрани граѓани, каде што упати пораки покрај тоа каква била целта, односно историската величина на основците и илинденците и за тоа кои треба да бидат целите на оваа генерација политичари, но и граѓани на Македонија, за тоа како треба да се гради државата во иднина. Велики дека треба да градиме силна, просперитетна, економски посилна држава, но и држава во која што ќе се зачува човековиот дух, што не е ништо помалку важно од другите работи, односно да се врати повторно гордоста кај македонските граѓани да веруваат во својата држава и заштитата на националните македонски интереси. Премиерот Христијан Мицкоски, говорејќи околу големината на илинденците и асновците, кажа дека тие сигурно не ја посакувале татковината каква што е сега во моментов, односно оставена од претходно, но дека треба тие како генерација да работат за тоа татковината повторно да биде силна и горда и да ги заштити македонските национални интереси, како што тоа го посакувале асновците и илинденците. Христијан Мицкоски меѓу другото кажа и дека една од главните цели и борби на оваа генерација треба да биде да го победат цинизмот, омразата и талогот кој што го труел ова општество со цел посилна и попросперитетна држава. Да слушнеме што имаше Христијан Мицкоски, премиерот на државата, да порача во овој дел. Нашата генерација има обврска да се избори за нешто што е подеднакво важно, да ја сочува душата, да ја врати вербата во институциите, достоинството на честниот човек и повторно да ја направи надежта најсилната движечка сила на нашето општество. Затоа што денес не се води само политичка битка, не се води само економска битка, не се води само битка за нови инвестиции, повисоки плати, подобри училишта, модерни болници или нови патишта. Иако сето тоа е неопходно и ќе продолжиме да го правиме со уште поголема решителност. Денес се води една многу подлабока битка, битка за човековиот дух, битка за тоа дали ќе дозволиме стравот да стане посилен од надежта, дали ќе дозволиме цинизмот да стане погласен од честноста, дали ќе дозволиме лагата да стане повлијателна од вистината, дали ќе дозволиме омразата да стане поголема од љубовта кон татковината. Затоа што има нешто што е поопасно од сиромаштијата. Има нешто што е поопасно од секоја економска криза. Тоа е моментот кога еден народ ќе престане да верува во себе, кога ќе почне да мисли дека секој обид е однапред осуден на неуспех, кога ќе се помири со просечноста, кога ќе се навикне на неправдата, кога ќе почне да го прифаќа поразот како нормална состојба. Премиерот Христијан Мицкоски говореше за она што било правено во текот на минатите години, односно од страна на претходната власт. Пред се на меѓународен план, каде што беа прифатени оние бугарски услови кои што сега стана и услов на европскиот пат на Македонија, а сите добро знаеме дека Бугарија го негира македонскиот јазик, идентитет и национални интереси. Христијан Мицкоски порача дека државата останува цврсто на патот кон Европската унија, но со заштита на македонскиот идентитет и јазик и гордоста на Македонија, велики дека она која што го оставила претходната власт ќе мора да биде исправено од страна на оваа генерација на политичари и граѓани на државата, односно од оваа влада која што ја предводи токму тој. Да слушнеме што порача Христијан Мицкоски на оваа тема. На секој успех се гледа како со недоверба. На секој наша потешкотија или борба се гледа нивната радост и навивање да не успееме. Но сакам да им порачам дека никогаш нема да се откажеме од борбата, да ја направиме Македонија подобро место за живење. Наш дом и наша иднина. Никогаш нема да го прифатам нивното однесување на отстапки кон прашањата кои се блокада на нашиот пат кон Европската унија и никогаш нема да го разочарам народот. Јас предавства на штета на државата и народот, како што тоа се правеше во минатото, по ниту една цена нема да направам.
Како што кажавме, тука во Пелинце беа присутни голем број на граѓани кои што дојдоа на одбележувањето на најголемиот македонски празник. Со дел од нив имавме можност да поразговараме околу тоа какво е значењето на Илинден, односно 2 август, 123 години од Илинденското востание и 82 години од првото заседание на АСНОМ. Сите имаат иста порака, дека тоа е еден од најголемите македонски празници, односно поставувањето на темелите на модерна македонска држава. Да слушнеме што има тука во Пелинце, да порачаат граѓаните кои што беа присутни на одбележувањето на овој најголем македонски празник. Празник над празниците, празник на 10-дневната Крушевска република, сетување за првоборците што освоија нашата слобода, денес да живееме слободно. Број еден за државата. Македонија секогаш ќе биде Македонија. На македонците. Македонци на 2 август има добиено у АСНОМ. Е одржано тој заседание на АСНОМ кое де факто направено држатворност на Македонија. И од тога со Македонија е како држава во склоп на бивша Југославија. Верски празник и државен празник македонскиот народ треба секогаш да го слави. За нас значи голем празник. Ова е денот каде што е направена првата република во Македонија и од тогаш навака све иде на може на подобро. Голем празник за нашата држава, за нашиот народ. Убаво е луѓето да дојдат да удостоат празникот и тие што отишле за тој празник. За нас представува најголем македонски празник, 2 август, Илинден, Илинденско востание. Многу голем ден на македонскиот народ, на борба за се. Многу голем празник. Тоа беа дел од пораките кои што ги упатија граѓаните тука присутни во Пелинце. Покрај тоа премиерот Христијан Мицкоски денеска во Пелинце говореше и една од најважните теми кои што кажа според него за македонската влада, односно младите во државата. Кажа дека кај младите мора да се врати вербата и надежта во државата, дека треба да останат тука, а да не се иселуваат со цел заедно да Македонија да ја градат младите во една просперитетна и силна држава. Тоа беа главните пораки кои што тука од Пелинце ги упати премиерот Христијан Мицкоски. Костадин,